Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, почитувана јавност, почитуван премиер, почитувани министри. Имам 3 пратенички прашања и сите 3 пратенички прашања се до председателот на владата, господинот Христијан Мицкоски. Најнапред морам да истакнам дека лично за мене единствено мерило за тоа дали државата се движи во правилна или во погрешна насока се економските параметри кои што е неизбежно дека треба да ги следиме и се единствена насока за тоа што не дава дали граѓаните ќе имаат подобар животен стандард и попредвидливи услови за живот. Впрочем и политичката посветеност на една влада ценам дека се мери преку истото, преку создавање на приоритети во економијата и за тоа дали се стремиме да имаме подобар животен стандард за нашите граѓани. И зошто е важно да зборуваме за економијата, бидејќи ценам дека доколку имаме силна економија, ќе имаме и силна држава. А доколку имаме силна држава, значи дека ќе имаме и задоволни граѓани. И тоа е основниот примат во водењето на нашите политики, во водењето на државата. Како што кажав, економијата е приматот, но економијата почива и врз неколку столбови. Затоа имам 3 прашања, од кои што првото е за макроекономијата, второто е за енергетиката и третото е за капиталните инвестиции. Почитуван председател на владата господине Мицкоски, моето прво прашање се однесува на макроекономијата. Знаејќи впрочем и дека бруто домашниот производ е основен параметар за следење на тоа дали економијата ја водиме правилно или погрешно, за прв пат после долг период имаме континуиран економски раст. Може би и досега континуирано најдобри параметри во последните 15 години. Замислете, во Република Македонија денес зборуваме еве и за намален јавен долг. Се останато надвор од следење на економските параметри се обични флоскули, особено кога доаѓаат од опозицијата, која неумесно се обидува да стави сенка на доброто владење на оваа влада предводена од ВМРО, ДПМН и коалицијата. Во исто време, додека зборуваме за економијата и за макроекономијата, мораме да потенцираме и дека економската состојба во регионот и во Европа се навистина предизвикувачки. Економии како германската, па дури и норвешката, се соочуваат со сериозни проблеми како минатата година, така и оваа година. Затоа моето прашање, почитуван председател на владата, е како ја оценувате вие економската состојба и економските движења во нашата држава и дали и какви параметри имаме како држава за првата половина од оваа година и кои економски резултати можеме да ги очекуваме до крајот на 2025 година, што ценам дека јавноста треба да е запознаена за тоа во каква насока во наредниот период во оваа година ќе се движиме. Моето второ прашање, како што напоменав, се однесува на енергетиката. Стабилноста на една земја се мери според стабилноста на нејзиниот енергетски систем, односно колку е таа енергетски зависна или независна. Уште во предизборниот период ветивме дека ќе основаме Министерство за енергетика, кое што ќе биде комплетно посветено на енергетиката. Тоа и го направивме и сега во Република Македонија прв пат најсериозно се зборува за енергетика и за енергетска независност во Република Македонија. Впрочем, и во првите 100 дена од владата имавме најавена инвестиција на Алказар Енерджи, со што всушност значително се овозможува онаа ветена енергетска независност на државата, која што исто така е од голямо значење за подобрување на економијата во државата. Знам дека една од главните фокуси на оваа влада е токму енергетскиот систем и според последните активности гледаме дека токму во овој сегмент се најавуваат и најголеми инвестиции. Тука пред се мислам на гасниот интерконектор со Грција, почетокот на изградбата на ветерниот парк во Штип, вреден половина милијарда евра, и меморандумот за соработка со турската компанија за изведба на когенеративни централи, вреден 1 милијарда евра. Затоа моето прашање, почитуван премиере, дали и каков бенефит значат овие инвестиции за Македонија, особено последната за изградба на когенеративните централи? Кои се наредните чекори во сегментот на енергетиката кои ги превзема македонската влада и дали тоа значи повеќе бенефиции за македонските граѓани и за македонското стопанство?
Моето трето прашање се однесува на капиталните инвестиции. Пред неколку дена подпишавте финансиска поддршка за 828 проекти со општините со вредност од 225 милиони евра во рамки на вториот повик за капитални инвестиции со средства од кај народот, познати по унгарскиот кредит. Колку се значајни овие капитални инвестиции за општините говори тоа дека за прв пат после долго време во Македонија имаме во ситуација во која што се бараат повеќе градежни изведувачи за да се спроведат сите градежни зафати кои што се предвидени во рамки на овој проект, што значи дека во Македонија во секој дел, во секоја една општина имаме градежна офанзива, со што всушност можам да заклучам и дека Македонија за прв пат после долги години се гради најсериозно. Најдиректен бенефит можам да кажам дека има токму локалното население, особено сакам да истакнам благодарност до целата влада за поддршка на овој проект, но и до пратениците кои што даваат поддршка, бидејќи е од огромна важност за општините, а тука особено сакам да ја потенцирам важноста за помалите општини, за приградските општини, бидејќи јас доаѓам од општина Илинден, знам колку оваа поддршка на владата значи за помалите општини. Во Илинден како никогаш досега прв пат се градат во најголем зафат, значи локални патишта, се доградуваат училишта, спортски сали, се градат канализации, а исто толку големо значење има за моите соседни општини Петровец и Зелениково, така што граѓаните навистина ја ценат оваа поддршка, бидејќи повторувам како никогаш досега во ваков интензитет не се градело во историјата. Почитуван председател на владата, во овој контекст моето прашање е што во рамки на овие поддршка на овие проекти во рамки на сите општини кои што ги имаме во Република Македонија, што тоа значи конкретно за граѓаните и за локалниот развој. Можете ли конкретно во овие 828 проекти за општините да ни споделите подетални информации за тоа за каков вид на проекти станува збор и кои ќе се поддржат со вториот повик на владата и впрочем она кое што навистина сакам да го потенцирам и ценам дека јавноста исто така ја интересира во овој контекст, дали владата и во наредниот период ќе дава финансиска поддршка за единиците на локалната самоуправа и со исти вакви проекти од контекст на финансиска поддршка за општините ќе продолжи и во иднина. Ви благодарам.